што прифатите да бидете гостин на екипата. Многу прецизно да ни објасните. Што подразбира системот на ваучери? Кој ги добива ваучерите, спортистите или компаниите и како тоа во основа ќе функционира? Како што најавивме, во месец февруари имавме работна средба од владата на Република Македонија, каде што најавивме дека во месец септември ќе ги испромовираме сите оние сегменти и детали од оваа мерка и сега ќе започнеме со имплементација во 2019 година. Поточно ваучерскиот систем, односно систем ваучер, ќе биде на дополнување на постоечкиот закон кој што ги има, се со цел дополнителни средства да се слеат на контото и на спортистите, индивидуални спортисти, клубови, федерации, така да сите оние што се во сферата на спортот, односно сите оние што имаат решение дејност спорт, ќе може да го користат овој нов систем на ваучер. Ваучерот ќе стартува од 2019 година, односно поточно од 1 јануари 2019 година, ќе бидат поделени федерациите, клубовите, спортистите во 4 категории. Подетално во теков на овој месец закажана средба со федерациите, со спортистите, каде што ќе ги прецизираме и дополниме оние критериуми кои што ние првично базично ги дадовме, така да во 4 делови ќе бидат поделени, каде што првата категорија ќе се добива одредена финансиска поддршка, втора, трета и четврта во зависност од меѓународните надпреварувања, во зависност од тоа какви категории во младинските категории имаат, во зависност од резултатите кои што ги прават, така да ќе направиме една сериозна инстинкција помеѓу сите клубови, помеѓу сите спортисти, се со цел да бидат равномерно и правично распределени према сите спортски субјекти. Секако ова ќе биде на дополнување кој што ќе треба да го користат, ваучерот ќе биде даван точно до клубовите, до спортистите, до федерациите, со баркод од управата за јавни приходи, каде што они ќе можат да го дадат до првата фирма која што остварува добивка и ќе може врз основа на ваучерот да добијат средства, а при тоа одма да биде регулирано во управата за јавни приходи, што на некој начин ја олеснува онаа постапка која што имаме веќе со постоечкиот закон, бидејќи многу од фирмите имаат содозана резерва. Тоа само да дообјасниме, дали фирмите кои веќе користат даночни олеснувања од претходниот закон можат да го користат и ова? Секако дека можат, тоа е на дополнување, затоа кажавме дури и клубовите ќе можат да одберат по која методологија ќе користат, дали од претходниот постоечкиот закон или од ваучери. Можеби тоа не може двата комбинирано. Може и двата комбинирано. По големите клубови сигурен сум дека по големите клубови од рангот на Вардар, не знам, МЗД Скопје, работнички, да не ги набројувам сите, можеби ќе подобро ќе биде да ги користат постоечките одредби од што постоечкиот закон, но верувајте помалите клубови ќе и како ќе сакаат да го користат ова со ваучерите, бидејќи претходниот закон ги лимитираше фирмите да може да инвестираат под еден клуб. Ваучерот ќе овозможи една фирма да даде кон повеќе клубови или еден клуб може да го разложи ваучерот до повеќе фирми. Да го подели. Секако дека ќе може да го подели и новитет е тоа што ќе може 50% од данокот на добивка да се користат, а претходно беше освен во фудбалот каде што беше 50%, во останатите спортови како кошарката, ракомата беше 40%, во останатите индивидуални олимписки спортови беше 35% и се уште е 35%, во неолимписките спортови е некаде до 5%. Така да со ваучерот ќе може 50% од данокот на добивка да се даде кон сите кои што имаат ваучер. Ви веќе ги промовиравте овие идеи, претпоставувам дека веќе имате и реакции, некакви првични од федерации, од клубови и така натаму. На што имаат забелешки или дали воопшто имаат и како ќе ги прецизирате точно критериумите по кои ќе бидат доделувани, затоа што ваучери нема за сите, така? Ваучер има за сите. За сите? Да. Ваучер има за сите и главните реакции се околу критериумите. И затоа ќе имаме уште еден дополнителен голем состанок со сите спортски субјекти, каде што дополнително ќе ги допрецизираме. Во однос на ваучерот нема реакции, сите клубови, особено помалите клубови, особено индивидуалните спортисти, како и концепт, да, меѓутоа го чека сето тоа околу критериумите, заеднички ќе ги допрецизираме. Главните критериуми мора да има разлика помеѓу клубовите кои што настапуваат на меѓународно преварување и секако на тие тимови кои што имаат селекција во младинските категории. Во однос на критериумите, секој ќе добие ваучер, тоа е најважно. И тоа е најважно што
ќе даваме олеснување кон фирмите дека ќе можат на повеќе. Интересот е на голема компанија, да не ќе ја земам за пример Tinex. Интересот секогаш било да вложи во големите, односно да ги искористи овие поволности кон големите клубови, се со цел да добие реклама, соодветна реклама. Сега со ова они повторно можат во големите клубови, но ќе можат и во малите клубови. Ќе можат и во понеатрактивните спортови. Затоа што ние се соочуваме со едно помагање само кон ракометот, кошарката и фудбалот, што е за сметка на другите понеатрактивни спортови, но историски гледано тие се многу позначени во македонската историја на развивање на спортот и многу понаградувани. Еве ќе го земам борењето, каде што ние имаме олимписко злато, ретко кој од фирмите инвестира. Можам да кажам со слобода дека многу е мал процентот на фирмите кои што го помагаат борењето и развојот на борењето. Така да со ваучерот ние им дадеме можност на борењето и на сите останати помали спортови, без разлика дали се од боречките спортови или други индивидуални спортови кои што во минатото и текако постигнале врвен резултат, да им дадеме можности дополнително да ги користат овие бенефиции кои што ги имаме ние како програма и како понуда, се со цел дополнителна афирмација на тој спорт и дополнително вложување и дополнително мотивирање на самиот спорт. Претпоставувам дека сте размислувале и можните аномалии кои би можеле да настанат во користењето на овие ваучери. Прашањето ми е конкретно. Веќе има екипи кои имаат големи спонзори или дури ги носат имињата на во дел, значи дел од името е спонзорот. Сега, како вие ќе спречите или дали воопшто сакате да спречите таа екипа да го даде ваучерот на тој спонзорот кој веќе добива пари? Таа екипа веќе нема да регрутира нови спонзори, ќе го даде ваучерот на постоечниот спонзор. Ја во уште од самиот почеток ви укажав дека ќе им дадеме можност на клубовите да одберат дали ќе сакаат едниот постоечкиот закон, дали ќе сакаат ваучер или дали ќе сакаат комбинирано. Со тоа што може да се појави аномалија дека ќе сакаат кон еден веќе спонзор. Кон постоечкиот спонзор тој им дал секако пари и сега само ќе му возможат данъчно олеснување. Нема да регрутираат нов спонзор, нема подобро да живее клубот. Они доколку го имаат како спонзор, баш напротив, ваучерот ќе им даде можност да регрутираат нов спонзор. Веќе од постоечкиот закон ако го користеле конкретно Tinex, со ваучерот може ќе отидат и во Веро да побараат средства. И баш напротив, дополнително ќе ги мотивира да и по уште едно олеснување, каде што тоа е 6 милиони евра ќе бидат распределени во ваучери кон клубовите, ќе им даде поголема шанса дополнителни спонзори да регрутираат. Сега јас сум убеден дека и оваа мерка можеби ќе даде некои аномалии, но сега ќе биде уредена со правилници и подзаконски акти и со мала измена во законот за спорт, што значи дека дополнително сето она што ќе се појави како аномалија, дополнително во периодот што следи заеднички на иста таква тркалезна маса, ќе разговараме со цел да се отстранат сите тие аномалии и да се дојде до едно идеално решение кое што и текако ќе го помага и ќе го промовира, поттикнува спортот.